Врсничкото насилство со години се провлекува низ ходниците и училниците и никој не го решава. Просведочениот хорор во основно училиште во Србија за надлежните е доволен за сега да испорачаат рокови и ветувања за почеток на реформи во образовниот систем. Најпрво некој да ги извади училишните психолози и педагози од бирократијата во која се заглавени, па наместо да бројат неоправдани отсуства, да се зафатат со работа со учениците. Ова се само дел од коментарите кои произлегоа на денешната дебата со наслов "Стоп за насилството". Министерот за образование кажа дека до крајот на неделата ќе се финализираат првите чекори за побезбедни училишта. Освен опаствата, до крајот на неделата сме во фаза на изработка на препораки, наменети за училиштата за хитно превенирање и за постапување во случај на насилство. Надлежните креираа и електронска адреса за пријавување насилство. Таму анонимно, но веќе и јавно се погласно се зборува за меѓуврсничкото насилство. Актерката Весна Петрушевска, која едуцира млади актери, разговарала со децата за оваа актуелна тема и пред камерите сподели поразителни сведоштва. Сите 80 ми кажа дека има ножеви во нивните оделенија. Како тоа мислите да го регулирате? Вчера јас имав 80 признање на врсничко насилство, од кои последното беше како едно дете му седнало на суд, машко, сите ќе ви искористам, може, му седнало во суд, го трљало својот задник, а од спротива го снимале и му се смееле. Како прв чекор надлежните најавија дека ќе биде регулација на интернет просторот и користењето на апликацијата TikTok за одредени возрасти, како извор за девијантни појави кај младите во реалниот живот. Колку е тоа ефикасна мерка, анализира професорката Ана Фрицхант. Според неа, можеби и задоцнети се најавените промени во безбедносните протоколи, но важно е од негде да се започне. Не сме да се дозволи ниту еден ученик да влезе во училиште со било каков тип на оружје, нека и играчка. Тоа апсолутно, значи тоа е, пак ќе речем, оној минимум основен кој мора да се испочитува од безбедносен аспект. Адолесценцијата ви е период кога се бунтуваат, сакаат да се бунтуваат против авторитетите и кога ќе им забраните нешто, токму го прават, нели, спротивното да ви докажат дека можат и покрај вашата забрана дека можат да ја заобиколат. TikTok и социјалните мрежи предизвикуваат сериозна штета од аспект на тоа како се користат и за кои цели се користат и што се таму им е достапно на децата и на младите. Денес деканката на Штипскиот правен факултет Кошева Лиска изјави дека е против намалување на границата за кривична одговорност кај малолетниците, затоа што дете под 14 годишна возраст нема оформена свест, но и дека европското законодавство не е под таа граница. Генерално е 14 години минималната возраст. Во САД нема минимална возраст во повеќето држави, но на европска територија највеќето се на 14 години минимална возраст. Под 14 нема кривична одговорност затоа што се смета дека детето се уште нема оформено свест за да може да му се прекори за тоа што го има сторено. Во конкретниот случај во Србија се види дека детето истражувало на интернет за до кога ќе биде кривично неодговорно за тоа што го сторило, меѓутоа има други начини на кои што тоа може да се предвиди. Вчера тим истражувачи од ДУКИМ информираа дека 37% од 2000 анкетирани ученици истакнале дека не им било пријатно или не сакаат ниту да одат на училиште кога биле жртва на врсничко насилство.